Да, сега ќе се завртам јас од мојата десна страна малку вака со моето тело повеќе, за да ги поздравам Сузе и нашиот гостин, првиот гостин за ова утро, Небојша Апостоловски, радиолошки технолог во Аџибадем Систина. Ќе зборуваме за техниките. Небојша, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, да. Сте биле тука кај нас? Не, прв пат денес. Прв пат. За прв пат се надевам дека убаво е чувството. Да. Така, немаме трема, такви работи, во тоа не постои воопшто. Сузе, за гостинот, дали може да ви подготвиме нешто за пиење, кафенце? Не вода, да. Не, имаме што ни е потребно, водата, така? Добро. Зборуваме за нешто што сите ќе не интересира, Сузе. Така да ви оставам простор сега и повелете. Благодарам многу. И од мене едно топло добре дојде за Небојша, радиолошки технолог во Аџибадем Систина. Секој петок ги информираме и ги едуцираме нашите гледачи за сите состојби кои што би можеле да ги доживееме, ако не на своја кожа, за некој близок наш. А знаеме дека речи си да нема семејство каде што има човек кој што се бори со карциномот. Целата оваа недела имавме теми содржани посветени толку на превенција и бројки, соопштивме на бројки кои што беа навистина поразителни на големиот пораст на онколошките пациенти, онколошките диагнози, болести и така натаму, но денеска ќе се фокусираме на она што вие го работите, радиотерапијата и сите најсовремени методи кои што само во Аџибадем Систина ги имате во регионов, бидејќи логично пионер, Аџибадем Систина е пионер во приватното здравство кај нас и секогаш први пред сите воведуваат нови технологии кои што се многу побезбедни и многу по-успешни од застарените методи. Ајде на почеток да ни објасните што всушност, која е улогата на радиологот во целата оваа радиолошкиот технолог во целата приказна? Овака, пред да почнеме за радиолошкиот технолог, побаво е да го објасниме целиот процес. Така, радиотерапијата Да, радиотерапијата. Пациентот кога ќе дојде на радиотерапија, прво доаѓа во контакт со докторот радиотерапевт. Докторот кога ќе одреди дека пациентот е соодветен пациент за кој што може да се спроведе радиотерапија, после тоа ќе доаѓа на сцена радиолошкиот технолог, каде што прво се прави симулацијата. Се подготвува пациентот за симулација, Да, така? се подготвува за симулација. Симулацијата представува едно добивање на снимка на тој дел од телото каде што ќе се изведува радиотерапијата. Со таа симулација ние добиваме 3D модел кој што го импортираме во компјутерскиот систем и после тоа на тој 3D модел работат докторите и физичарите, го прават планот со кој што ќе се спроведува радиотерапијата. Улогата на радиолошкиот технолог е во спроведување на радиотерапијата. Позиционирањето на пациентот, прецизното спроведување, прецизноста е најбитна во работата на радиолошкиот технолог. Така. Може би не сте вие соодветната личност која би ја прашала сега ова прашање, но не можам да не ве прашам зошто пациентите многу често се плашат и стравуваат дека би можело да е штетно за нив да одат на радиотерапија. После дадена диагноза, направена интервенција и така натаму, јас познавам многу пациенти и пациентки кои што свесно потпишале дека јас не сакам да одам на зрачење. Па да, најчесто се плашиме од непознатото. Тоа е тоа. Имаме, мислам, пациентите имаат грешна представа за тоа што представува радиотерапијата. Радиотерапијата е сосем различна од тоа што била пред 20 години, пред 30 од претходно во минатото. Сега имаме нови методи, нови техники со кои што можеме да го заштитиме здравото ткиво, да дадеме дозата само на туморот и се избегнуваат сите тие несакани ефекти, како што биле порано изгоретини, други тегоби што ги имале пациентите од самата радиотерапија. Така. Како изгледа целиот процес и кој одредува колку ќе трае долго тој третман со радиотерапија? Процесот веќе започнавме започнува со симулацијата. Докторот одредува точно колку радиотерапевт
колку сеанси од таа радиотерапија ќе бидат спроведени, кога ќе се направи самата симулација, кога имаме снимката, нели кажав, тоа го прават докторите и физичарите, го прават планот, ние го спроведуваме. Пациентот секојдневно доаѓа повеќе недели и ја прима дозата, целиот тој процес трае 15 на минути на ден, одзема од времето на пациентот. Со тоа е нормалниот начин на фракционирање на терапијата, зафаќа неколку недели. За новите техники за кои што ќе збориме денеска, стереотактичната радиохирургија и стереотактичната радиотерапија на телото, овие посети на болницата се намалуваат. Стереотаксата е терапија која што е исто така надворешна радиотерапија и се меѓутоа е многу попрецизна од обичната терапија. Тоа е се даваат поголеми дози, но само на местото само каде што. на местото каде што е самата лезија, туморот, и тие дози се даваат во помалку фракции. Обично тоа е 1 до 5 фракции. Так. Значи пациентот треба да дојде само 5 пати највеќе во... Наместо 20-30 да има денови во кои што ќе се зрачи. И комплетно е заштитено здравото ткиво, така нели? Да, здравото ткиво прима многу малку доза за да покаже некои други несакани ефекти. Предпоставувам дека сето ова пред да се стави во терапија, убаво им се објаснува и секој еден пациент има потреба, бидејќи се соочува во ист момент се соочува со многу непознаници, ама и со многу стравови. И предпоставувам дека сето ова многу фино им го објаснувате на пациентите како ќе биде, како ќе се одвива целиот процес и која е методата која треба да се одбере токму во нивниот случај. Да, тоа мора да им се објасни на пациентите убаво, не само за да им прво, овие основно ќе им олесни на пациентите кога знаат ни што треба да поминат. Меѓутоа, како радиолошки технолог мора да имаме соработка и од страна на пациентот и за самата терапија да се спроведе како што треба. Так. Извинете, овие техники што ги спроведуваме сега, стереотактичната радиотерапија на телото, бара постојан надзор од нас како радиолошки технолози и бара начин да го контролираме движењето кое што доколку пациентот не е доволно информиран, не му објаснато се, нема да може добро да се спроведе. Так. А паралелно со тоа и нема потреба тој да престојува, односно да лежи во болница додека трае радиотерапијата. Значи пациентите на радиотерапија можат да дојдат и да си заминат, можат сосема нормално да си ги извршуваат секојдневните работи. Доколку докторот не нагласи дека има потреба да се биде тука. Што друго за време на радиотерапија пациентот, да речеме, не е добро да прави? Има ли некакви правила, има ли некакви битни елементи кои што треба да се нагласат, да речеме во исхраната или можеби во паралелно друга терапија дали може да користи? Па генерално пациентот нема нешто посебно што треба да направи од тој аспект. Најбитно е кај некогаш пациентите се уплашени и мачкаат некои работи на кожата, некои креми. За време на радиотерапијата потребно е делот што го третираме, кожата да биде сува и чиста. Не треба да има никакви креми намачкани на самиот тој дел. Тоа е тоа што пациентот не треба да го прави. Другото е се дозволено. Истото со исхраната, со одреден исклучок на некои абдоминални тумори, каде што има некоја специфична диета што треба да прават, односно да внесуваат само термички обработени производи, како да не внесуваат свеж зеленчук, свежо овоше, сето тоа да биде термички обработено. Так. Пред малку споменавте дека оваа терапија која
денеска се применува, како и овие апарати кои што вие во Аџибадем Систина ги имате набавено, најсовремените и најсофистицираните, се далеку поинакви од оние пред 20-30 години, кога покрај тоа што се појавува изгореници на телото, црвенила и сето тоа правеше дополнителни компликации на здравието на пациентот, покрај тоа и постоја едни, не знам колку се заблуди, но јас како член во семејството имавме, се разбира, во најтесното семејство, точно пациент кој што се зрачеше пред 30 години, имавме на таква чувство дека пациентот кој што се зрачи е озрачен и дека не треба да биде во истата просторија со останатите во домот. Дали имаше такви случаеви и дали е можеби тоа само една од заблудите кои што ги имаат луѓето кои не се доволно информирани? Да, точно така. Тоа се заблуди што ги имале пациентите и се уште ги имаат. Иако сега со интернетот имаме повеќе информации, меѓутоа имаме и повеќе дезинформации. Да. И повеќе така, хаос не се случува. Да, оноа што е разликата пред 30 години радиотерапијата и сега радиотерапијата, ние имаме нови апарати. Сега поточно во нашата болница во Аџибадем Систина, пред известно време беше пуштен во употреба трубин. Тоа е најновата технологија што има во светот. Зашто се користи истата? Истата за спроведување на радиотерапија на целото тело, може на било кој дел од телото. Тумори во било кој дел од телото може да се третираат со таа радиотерапија. Тој трубин поседува неколку системи што што возможуваат подобро да се обликува зракот, да се даде дозата од повеќе агли и со тоа да се озрачи само туморот, а многу помалце здравите ткива да примат доза. Заради тоа нема да дојде до такви несакани ефекти како порано што доаѓало. А самата таа конфузија дека после тоа пациентот е радиоактивен настанува највеќе заради испитувањата во нуклеарната медицина, каде што пациентите примаат радиофармацевтик, кој што после тоа им кажуваат, персоналот им кажува на пациентите, дека да не бидат во близина на бремени жени и деца во период од 24 часа или колку е потребно во однос на самиот радиофармацевтик кој го примиле, кој треба одредено време за да се исфрли од организмот. Има ли некоја таква метода на испитување, нешто што се прави, а пациентот е пожелно да стои подалеку од останатите? Да, меѓутоа не е тоа во делот на радиотерапијата. Во делот на надворешната радиотерапија која што правиме, која што спроведуваме ние. Тоа е повеќе во делот на нуклеарната медицина, тоа се скенот на коски, ПЕТ скенот, другите испитувања да не ги набројуваме, да исто има терапии со јод, кои што исто така пациентот треба подолго време да седи изолиран, да биде на страна од пациентите. Меѓутоа, тоа не е во рамките на ова кој денеска го дискутираме. Значи, еве, констатиравме и ќе заклучиме дека пациентот е безбеден, ама безбедни се и оние кои го возат, оние кои го придружуваат и оние кои што се во неговата непосредна близина. Ајде да ги охрабриме сите оние кои што можеби за жал се соочуваат со дијагноза која не е пријатна и не е лесна да се прими и неминовно поминуваат низ сите фази на шок, на стрес, на лутина, на бес и на помешани чувства, но сето тоа брзо поминува доколку имаме свесни луѓе околу себе кои што ќе не опуштат и ќе ни влеат доволно надеж за да собереме сила и да се справиме со сето она кое што ни предстои. Колку е важна и едуцираноста на тие околу нас, не само на пациентот кој е директно засегнат од проблемот? Па битно е. Ние во нашата болница имаме процедура пред да почнеме со третманот го едуцираме пациентот и ви имате мултидисциплинарен пристап и целиот тим се собира и од секој аспект се обидувате да ја направите приказната да биде успешна. Да, исто така ги едуцираме и придружбата што доаѓа со пациентот. Ние сме достапни секој пат, како радиолошки технолози, ние сме контактот што го има пациентот, секој ден го има пациентот контактот со нас.
Ние секој ден сме отворени за тоа да дискутираме со пациентите, да им објасниме дополнително нешто. Психолошка Да. поддршка да им дадете. Апсолутно, И дека секаква друга. првиот ден кога ќе дојдат имаат премногу информации. Нормално е дека не можат се да запамтат дури и се доколку им објасниме пред да се започне со третманот. Заради тоа секој ден сме ние достапни, секој ден имаме барем 5 минути да направиме разговор со пациентот. Секоја чест, на вистина. Да. Сопче не е лесна воопшто нивната улога, особено Слушам внимателно Да. и да. особено така. кога треба да се подготви и пациентот, ама и целото семејство за сето она што им предстои, но добрата вест е дека во Аџибадем Систина барем се оди брзо, лесно, не се губат денови, не се губат дури ни часови. Во еден работен ден можат да се направат сите испитувања, да се собере целиот тим и да се започне веднаш Процедурата. со процедурата. Да. Тоа е добрата вест. Така. Задоволството беше наше, благодарам многу Небојша и се надевам дека следен пат ќе се видиме повторно. Ви благодарам и на вас. Така. Благодарам и јас и да, убаво објаснато. За жал за сите оние кои што и те се животот носи се, меѓутоа тука сте вие да помогнете токму на овој начин кој што го имате се помодерна технологија и во медицината, за да се излезе во пресет на сите оние кои што се соочуваат со сето ова што имавме можност од вас и да го слушнеме. Благодарам